Драги мои, повторно сме заедно и на овој величествен ден. Денес е најголемиот христијански празник и затоа решив да ве изненадам со една посебна празнична епизода. Најпрво го посетуваме соборниот храм во Скопје, како што е редот. Отец Антонио, мило ми е што ни дозволувате да дојдеме кај вас, да бидеме во оваа преубава црква, соборен храм, повеќе не можеме да кажеме тие црква овде е како главната црква од целата Македонија. Да, така е. Добро. Дојдовме да разговараме за Великден. Великден е малку посебен празник, мислам. Јас имав прилика да шетам цела Македонија, ги научив јадењата и све. Сега, мислам, оти мене ми е време да учам и адетите. И затова сум тука да слушам од вас вистината со што се прави околу адетите на Великден. Добро дојдовте во соборниот храм, посветен на светиот Климент Охридски чудотворец. Мило ми е и ни представува чест и задоволство што дојдовте овде да снимиме нешто посебно за Великден, да им доловиме и на вашите гледачи што представува за нас овој празник и која е големината и значењето на Христовото воскресение за нас христијаните. На почетокот ќе кажам дека Великден е празник над празниците. Затоа што за нас тоа е најголемиот празник, бидејќи си спомнуваме за Христовото воскресение. Господ Исус Христос, кој што го сметаме за наш Спасител, за наш Месија, второто лице од Света Тројца, дојде на земјата, се овоплоти од Марија Дева, стана човек и се распна на крстот, пострада заради нас луѓето и воскресна со цел да го спаси човечкиот род. Она што Адам и Ева го направија во рајот како грешка, тој го исполни, го поправи, ја исправи нивната грешка и го избави човекот од вечната смрт, односно на човекот на некој начин му даде вечен живот, затоа што според нашето учење веруваме дека душата на човекот е вечна и таа продолжува вечно да живее и по смртта, и затоа со Христовото воскресение се отворија вратите на рајот. Така веруваме ние и веруваме дека Христос сето тоа го направи од љубов, од преголема љубов кон човечкиот род. И ние, бидејќи сме му благодарни многу за тоа добро дело што го направи за цело човештво, на денешниот ден си спомнуваме за неговото славно воскресение. Бидејќи светиот апостол Павле вели, ако не воскреснеше Христос, залудна ќе беше нашата вера. Значи целото наше верување на христијаните се темели на Христовото воскресение. И токму поради тоа е многу важен настан, голем ден, и ние за да можеме да си го прославиме онака како што треба, како што доликува на православни христијани, се подготвуваме многу сериозно за овој празник и токму поради тоа имаме претходно 7-неделен пост. Пост кој што трае 7 седмици или 7 недели, и во тие денови ние постиме, не само со храна, туку и духовно. Затоа што постот си има двоен карактер, и телесен и духовен. Со храната ние постиме, меѓутоа помеѓу време одиме во црква на богослужби, постојано се молиме, тогаш молитвите се и позасилени. Има посебни, има посебни денови и свето? Да, секако, секојдневно си имаме служби во храмовите, меѓутоа и ние треба да внимаваме на нашите дела, на нашите постапки, на она што го правиме со нашите ближни во секојдневието и така натаму. Значи тогаш да бидат засилени не само молитвите, туку и нашите добри дела, помагањето на другите, ширењето љубов помеѓу луѓето. На тој начин ние покажуваме дека навистина постиме и дека навистина сме православни христијани како што треба, следејќи го нашиот Спасител Христос. Подготувајќи се за овој голем празник, ние доаѓаме до последната седмица која што е најтешка и ние нарекуваме страстна седмица. Започнува се од Лазаревото воскресение и цветници, денот кога Господ Исус Христос влегол во Ерусалим, и сите тие наредни денови во страстната седмица ние ги викаме тешки денови, затоа што навистина си спомнуваме за настани што му се случиле во последните денови од животот на Господ Исус Христос овде на земјата. Сте слушале, сите и знаете што се случувало во Библијата, ние го опишено што како било, како Христос дошол во Ерусалим, како бил предаден од неговиот ученик Јуда Искариот, како тој бил фатен и измачуван, за на крај нели да се распне на крстот, да пострада маченички и да го погребаат и по 3 дена да воскресне, односно во недела наутро да откријат дека гробот всушност е празен, дека Христос го нема, а тој воскресна и сето тоа го стори само заради љубовта која што имаше кон човечкиот род. Така што ете целиот тој подготвителен период ние му го посветуваме на Бога, затоа што едноставно нема друг начин подобар од овој во постот човек да се подготви за големиот празник што ни доаѓа, односно за воскресението Христа. Имате посебно, како да кажам, денот што е недела, 20,
Има собирање овде, има миса специфична, што е... Објаснете ме малку, да ти това не го знам. Имаме ние специфични богослужби кои што се служат само еднаш во годината, таква и оваа на Великден. Ние како верници се собираме уште во вечерните часови, значи сабота кон недела се собираме овде во голем број. Не само во храмот, туку и во дворот на храмот, во сите православни храмови, не само нели во соборниот, секаде низ Македонија и низ светов каде што има православни христијани. И имаме една специфична богослужба која што започнува со трикратно кружење околу храмот со запалени свеќи, нели во молитвено расположение. Трикратно, дали се овие 3 денови што кажувате? Да, или тоа го символизира тридневното престојување Христово во гробот и после 3 дена воскреснува Христос и токму пред тоа ние 3 пати кружиме, ги отвораме вратите на храмот и сите влегуваме внатре. Тоа го символизира и отворањето на рајските двери или на рајските порти и Христос со тоа всушност му дава вечен живот на човекот. Влегуваме во храмот и започнуваме со богослужбата или светата божествена литургија која што нели веќе се случува по 12 часот, зашто сето ова на полноќ се случува и по полноќ ние влегуваме внатре и се започнуваме со литургијата која што се случува во раните утрински часови во недела, затоа што и се верува дека Христос воскреснал рано во утрите, нели во утринските часови и во таа чест ние затоа и службата ја правиме токму во тие часови од текот на денот или ноќта, да. Дали има многу луѓе што доаѓаат? Да, секако. Група прашања. Великден е најпосетен празник. Овој празник секако и на Божик, на раѓањето Христо имаме голема посетеност, меѓутоа мислам дека на Великден најголемата посетеност на сите православни храмови на секаде низ светот. Мислам ти кажа све што треба да знаеме, научив нешто, не знам дали ти научи, а јас навистина научив нешто преубаво. Ви благодарам многу за објаснувањето. Мислам ти ќе поминам уште поубав Великден сега. Ќе видам уште малку по стручник, не кажам како да кажам. Да, по-стручен, да, по-стручен, во таа област, да. Било ми што научивте нови работи. Фала многу. Кога се живее во Македонија, мислам ти треба да се учи не само храната, не само луѓето, а треба да се учи и верата. Така е. И мислам ти дел од верата е и овде. Ви благодарам многу. Благодарам вам што дојдовте. Фала. Христос воскресна. Да вистина воскресе. Ете, така нека не за многу, токму така. Браво. Благодарам. За многу години да ни е празникот. Фала многу. Мислам ти научивте нешто друго денес, плюс денес одиме сега понатаму ќе готвиме дома. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во мојата кујна. Секогаш кажувам исто, ме навистина, каде можеме да бидеме најубаво, поубаво, освен во нашата денешна кујна. Каде сме денес? Така кажам, во мојата кујна со Теа. Теа, ја знаете, Теодора по вистинско име, така? И нашите партнери. Имаме Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Златополе, Президент, Сарајева, Ројал Фиш, Кристал и Прима Мебел, што ни направи преубава кујна. Да знаеме оти овде во нашата кујна, мислам оти тоа е нашето царство, Теа, и дома. Ако немаме добра кујна, нема да можеме да готвиме. Ете така, ти си домакинка, јас сум може малку повеќе сум готвач и све тоа, ама без кујна, мислам оти во дом ништо не оди. Сите се соверуваме секогаш во кујната. И исто денес сме соберени ти, ја и нашите гледачи. Така. Теодора ќе ни направи нешто преубаво денес. Јас сум денеска малку, да кажеме на страна, сум тој што ќе учи. Ако сум готвач, секој ден се учи. Имаме луѓе што се малку, да кажеме, стручни, си ги знаат повеќе адетите и све, а денес сме денот на Великден. Великден се готви нешто посебно. Така или не, Теодора? Па да, ние си имаме традиција и семена, и фамилиарна, и нели традиционално во Македонија за Великден се прави јагнешко месо. И затоа, и реков дека нели денеска можеби
погодно да го направиме тоа и за гледачите, да видат како би можеле да го спремат тоа. Ќе го направиме баш на традиционален начин како што го спремам дома и како што го спремале моите и мајка и баба. Традицијата, баба, дедва, сите околу маса, околу секако, јагнето. нели, за Великден мора да имаме јајца, кои што претходно во четвртокот ги вапцаме. И по традиција секогаш се прават црвени јајца, меѓутоа јас бидејќи сум нели млада домаќинка, па сакам малце да ни биде пошарено и весело дома, па си правам во различни бои покрај црвената боја. Извини што ќе те прекинам, јас знам за црвената боја што се направат јајцата, тоа е крвтата од Јесус Христос што падна на јајца и ги ете, добро, сме на добра, окей, добра насока. Да, и ќе направиме некои рецепти со јајцата да ги искористиме, бидејќи нели веќе ги имаме подготвени. И секако мора нели да има на секоја трпеза свечена, односно празнична, кифлички. Кифлички, кифлички. Да. Многу добро тоа кога се направи. Да, јас и ќе сум ги малку направиме скаран, јас од десното малце знаеш, по-декоративни, не се секирај, јас па добро владам со тесто. Можеби не сум најдобра, бидејќи сум самук готвач, но Ама добра готвач, мислам, ти ја познавате преку социјалните мрежи, теа е секаде. Па да. фала ти. Ќе ги направиме кифличките заедно, ќе видиш ете како се подготвува тесто, многу е едноставно според мене. Ќе се научиш. Да, окей, ќе се научам, па да, за Се тоа кажам. научил толку работи за готвење, па за тесто не е страшно. Окей. Да. За све тоа, мислам, ти треба да почнеме за најважното нешто што ќе треба малку повеќе време за печење. Певка и Андреја ми кажа ти требаше јагне, јас отидов да купам месо, ајде, ќе земам месото што го купив денес и ќе видиме како ќе го спремаме. Ете, Андреја, те поздравувам, навистина, јас секој што дам кај тебе, знаеш што ти, месото кај тебе е врв. Ни даде различни парчиња. Имаме напреден бут, така се кажуваме, со парче врат и со неколку котлети овде, или имаме и котлети. Па јас мислам дека ова е подобро да го направиме. Па да го наместиме во едно тавче со компир и гарнир и моркови. Окей, ајде. Ама ќе почнеме, прво ова ќе да го го ставиме во фрижидер маринираме. тогаш, Да. ќе го маринираш прво. Немаме многу време, знаеш, емисијата ни треба да бидеме кратки, брзи, Па брзо ќе вкусни, биде све. Брзо ќе биде? Да. Ајде, Ајде прво да ги ќе го отварам кесата, ќе го вадиме убавото парче месо, каков парче. Фала ти многу, Андреја. Така. Мислам, ти целото парче ќе го исечам малку за да Може. Да, за да биде прими полесно, од да. работите чисто кои што така. ќе ги ставиме. Малку плешката овде ќе одвоиме од да, многу лесно. Вака. Покрај искуството што треба да се има за правење на месо, треба и добар нож за да се исече во месото. Тоа секогаш го кажам, знаеш, готвач без нож ништо не прави, ништо, Така е. џабе, ништо, џабе. Ќе го сечиме на неколку парчиња. Така може, за полесно да се испече. Да, и да го редиме во плехот што го имаме на располагање. Добро, ќе може само кога ќе завршиш да треба? ги исецкаме зачините, ќе ни треба лукче. Лукче, омилено. Да ставиме младо или Па старо можеме лукче? двете, Како имаме сакаш? старо лук, Ајде. има младо лук, имаме све. Какви убави парчиња, па ќе кажам, ајде. Плекот ти го треба сега, ја го имам спремен позади. Знаеш што, и печката ја ставив да се печи све, па да се топли. Да. Направивме припрема, мора. Добро. Мора да се покажам малку ти ја можам на што, Така е. Сега, лукот ни треба нешто за да го ставиме. Да, ќе го исецкаме. Добро. Ајде, шефица. Јас сум твојот асистент, ти ми кажуваш, јас правам. Вака добро е? Одлично. Може? Да? Добро. Така, како убаво мириса. Лукот за мене е преубаво, ама секогаш кажувам лук, се јади двајца. Ако сам јадете лук дома, Ќе ви избркаат. Проблем, да. Само вампирите ќе бегаат, а жената ќе ве тепа. Но ти ќе мириса целата куќа.
Вака, окей. Гори ми парчиња ситно? Може Може сеедно вака? е, да. Добро, Секако ајде. тоа е за вкусот да се добие. Добро, како е лесно кога имаш асистент. Двајца сме асистент еден од друг. Лесно така. Имаш ти работено така со готвачи, со други луѓе? Па немам работено. Претежно работам сама. И многу е тешко додека се подготви се. Па гледаш, денеска Да, се губи на многу двајцата лесно. Ке уживаме навистина заедно. Имав прилика да се запознам со теа, имам неколку години, мислам, оти се видовме, разговаравме и све тоа, секогаш кажавме да направиме нешто заедно, никогаш немавме прилика да кажеме, да го направиме тоа, и па, дојде денот. Требаше Великден да дојде за да можеме нешто да правиме заедно. Да, сега од нането ќе ти исецкам ливчиња. Добро. Во ова ќе ставиме зејтинче, малку. Зејтин, малку да кристал, обавезно, сончоглед. Малце повеќе кажи. Па може уште малку. Ше малку? Да, добро. Вуаля, шефица, повели. Треба зачини во тоа, па ти малку. Ќе ставиме нане. Нане, Тука имаме свежо нане. Добро. Може и суво ако не се наоѓа. Англичаните многу потребуваат нане со јагнешкото. Има рецепти така до лању ала Па мене јагне многу во убаво мента, ми во нане. се совпаѓа со вкусот на јагнето. Кој јагне, не му треба многу зачини. Кој е повеќе овца, нешто така, појако е вкусот и навистина се додава малку повеќе зачини да го покри тој јак вкус од овцата или од јаре. И јаре се употребува, не? Да. Вуаля, убаво исецкано. Добра. Уште? Розмарин. Розмарин. Розмаринот е од кај мене, од мојот двор. Ја обожавам розмарин, имам розмарин цела година. И тоа навистина лесно расте, не треба многу вода и све, природно, преубаво. Гледаш, имам и розмарин со светови. Многу убав е, многу убаво личи. Доаѓа како лаванда така боја. Мајчина душичка, многу на мали квантитет. Јас сум човек што става многу повеќе, ама окей. Ти си шефица денес, јас Добро, ќе ставиме повеќе. се прилагодувам на твоето начин. Да. Еве повели. Ајде. Мерси. Јас се плашам да не направиме да биде предоминантно. Не, мора. Ми мислам од зачините, знаеш, може да бидат предоминантно, зависи кога што, ама во ова имаме доволно квантитет месо. Добро. И можеме да одиме со Слушам. количина на зачини. Да. Добро. Окей. Сигурно треба малку сол, малку Сол, бибер или му обавезно, додаваме да. тоа после. Од тука Може ќе од ставиме, вилницата, да. Добро. Сакаш јас? Ајде повели. Ајде. Како чудно се осеќаш во мојата кујна, а? Не се осеќам чудно, многу ми е чест и задоволство што ќе готвиме Благодарам денеска заедно. исто и за мене да ти кажам Затоа право. што навистина си шеф професионалец кој што нели Имам искуство, е неколку познат. малку искуство позади мене. Откако имам Познат. 15 години, па на 5-6 години, 40 на години да, и убаво е готвење. да се учи од професионалци, нели? Да, јас сум човек што многу сака да споделувам. Многу сакам да покажувам на сите како се готви, што се готви. Начинот вистински на готвење. Сега пак ќе кажам, ја дојдов во Македонија, може сум навикнат со баба ми со светова на неколку рецепти македонски светова, ама дојдов во Македонија да учам. Да учам од тебе, учам од сите луѓе што ги сретнувам, што поминуваме убаве време со нив и навистина многу научив од кога дојдов во Македонија. Сега 11 години сум во Македонија, знаеш ли тоа? Јас сум поиќе македонец од Бригјанец. Бригјан. Сол, бибер? Тоа. Тоа? Сега ќе го премачкаме мисето, ама дали да го засечеме малце за да навлезе убаво? Сакаш да биде уште по... да го насеч... добро. Да го... Добро, те разбрав. Не знам како го викате. Така, j'ai compris. Се разбира. И така и побрзо ќе се пече. За зачините да се влезат. Повели. Јас ти ги давам парчињата, можеш ти слободно да ги мачкаш, да ги премачкаш, извини. Вуаля. Епа. Вуаля. Хап, хап, хап. Ова е окей. Окей. Може да ми ја Што ти треба? дадеш? Плекот, добро. Повели. Окей.
Ќе го печеме само месото кажи ми или ќе дали ги сакаш ставиме? да ставиме и кумпири? Јас сум за да ставиме све во едно место, Може, во едно место. може. Ќе биде едно полесно и второ, знаеш што? Повкусно. Компирите ќе го примат како да кажам Сокот. мрсно вкусот од јагнето и морковите ќе ги ставиме заедно, ќе биде врв. Ја како се разбирам? Да, јас сум исто да му ставиме една комплетна Може, глава лук може, внатре може. што ќе биде Ајде, лукот сечеме на половинка, јап, ќе го ставиме внатре. Така ќе се потпече. Видовте? Еден лук комплет, половинка, клак внатре. Компирите ќе ги лупиме и морковите. Знаеш што? Се враќаме за кратко. Па се враќаме во кујна, излупивме компири, излупивме моркови, си ги сечевне, ги додадавме во плекот каде е јагнешко, како убаво мириса, навистина. Да, многу мириса. Вау, ти ми направи нешто фантастично. Сега, на крај, ќе му ставиме малку, ми кажуваш што ти мора да се стави малку, имаме еленка, ќе му ставиме малку еленка. Па мислам дека кај нас скоро сите користиме Па да, ако не еленка е друг, да. Па мешаните зачини суп да. зачин, да. Ете така. И Ова. навикнати сме ние да на тој вкус. Да ти кажам право, и јас се навикнав, оти порано во Белгија вакви зачини, микс од зачини, нема. Имаме коцка буљон, имаме сол, имаме бибер, имаме све, ама ова ретко. Прв пат кога отидов во Шведска, имав прилика таму нели да готвам, затоа што Кажи ми дали е доста или може уште од Не е јас? доволно. Доволно. Да. Ја ќе ставам целото пакет на крај. не можев да се снајдам во кујната без овој зачин. Те разбирам. И среќа што имаше многу зачини избор, па си правев мои комбинации и после беа вкусни јадењата. Инаку Не волја. да, сега можеме да го печеме. Ти ми кажуваш што ти употребуваш нормално фолија. Јас Да. нема да стам фолија. Фолија навистина може да се прави кога сакате да одите на подолго време и света. Ние во емисијата немаме многу време и јас сакам секогаш да оди брзо. Ќе оставиме во печка на јака температура да се направи убава кора, да се убаво да се потпече, ќе го намалиме и на крај на емисијата ќе биде не за 20 минути, ќе биде малку повеќе, ама ќе го направиме да биде за 20 минути. Да. Добро? Ајде одиме во печка. Вуаля! Што правиме како втора рецепта? Ова отиде во печка, сега 250, го ставивме на почеток. Добро. 10 минути, мислам да убаво да се потпеке, а после ќе го седнам на 140. Добро. Океј? Следно Одиме на- ќе го замесиме тестото за кифличките, затоа што тоа ќе треба малку време да стаса. Добро. И во времето кога ќе стасува тестото, ќе ја подготвиме салатата што ќе ни биде потребна за во кифличките. Каква организација? Да, само да ми дадеш некој длабок сад, Добро. кажи ми може да Тука, ги ставиме, тука. да ставиме брашно. Имам све, јас од карес, имам све од карес. Навистина со ова мислам ти све ќе се снајдеш, ќе го ова. Може. Добро. Мерици, Мерици имаме од 250, 125, 85 и од 60. добро. Што ти треба? Сега Good question. да. Не. Бидејќи Брашно имаме кило. ставиме брашно, малку брашно ќе ни треба, 250 грама. Ајде, одиме, отвараме. Имаме убаво брашно овде. Да не го кажеме од каде доаѓа, ама се знае. Уп. 250. Да. Е, воля, 250. Вели? Добро. Имаме Сега брашно. 125 мл млеко. Млеко. Имаме млеко алпско. Обавезно. Да, Без сега лактоза, со лактоза овај. Да, дали Добро. може да го загрееме малку? О, да, се може. Ајде. Затоа што нели кога стасува квасецот малку треба да биде потопло. Добро. Оп. Све може. Само да се праша и све може. Овој дел, ајде. Да се загрее, да врие или да само да биде млако? Измери, 125. 125, да. Знамо ти све прецизно, јас не сум навикнат да мерам и све. За поискусни жени домакинки, готвачи, како и да сакаме да кажеме, може од прилика да се гледаат и да се вие знаат си на една веќе. чаша, една лажица, така, да, со мерки. Јас во принцип кога правам тесто сакам да биде точно мерено, за да немам после тоа проблеми.
Те разбирам, од јас сум таков, јас неколку пати следам рецепта, ја гледам рецепта и си правам по мене. Не оди. Не. Не. Да. Секогаш Или се работи обратно. за брашно. Да. За брашно секогаш е добро да се стави половина, па може и малку повеќе од половина од количината на брашно во течност, односно Аха. ако ставиме 250 грама брашно, Добро. најчесто ставам 125 до 150 милилитри млеко или вода, зависи што За да не биде правам. премногу или по Да, се добива едно убаво меко тесто. Аха. И со тоа можеле после да правиме што Какви сме убави записали. совети, навистина. Да. Фала ти. Дали ни треба уште мерките? Не. Не? Добро. Ќе ми треба едно тањерче за да може да го растворам квасецот. Едно тањерче за да се раствори. Пак е раствориме овде, може? Може. Повели. Ова не ни треба више. Да. Сега Добро. затоа што имаме Мисламе малку на лажица, на филушка, што сакаш поеќе? лажиче може и едно ноже за да може да го исечам. Едно ноже. Ето Повели. така. Све што ти треба кажи. Јас тука сум за да Половина ти помагам. квасец ќе ставиме, Половина. бидејќи имаме малку брашно. Ќе додаваме млекото над квасецот. Да. Да, и шеќер ќе ни треба. Шеќер. Шеќер за побрзо да Имам се овде активира шеќер, квасецот. Повели. За да го раниме квасецот. Е, така. така. За да расте побрзо. Да се активира така. Како децата му ги раниме. Ова е веќе готово. Да, доволна? Да. О, Доволно не треба да биде премногу топло затоа што нема квасецот убаво да се окей. Повели. активира. Да, Сега ова ќе завршено. треба да се раствори квасецот. Ќе го почекаме 2-3 минути. Не сакаше на маталка? Ќе ти биде полесно. Ајде. Да. Кога се работи со опрема, домакинска опрема, ама Така. имаме све. Хап. Вуаля. Ти благодарам. Повели. Осем ова се состојките, 250 грама брашно, 125 милилитар млеко, додаваме пола Половина свеж квасец. свеж квасец и Да. една лажица Една шеќер. лажица шеќер. Доста е? Да, и кога ќе го ставам ова растворено, Добро. ќе додавам и масло. Добро. Без масло Малку зејтин, масло Да. зејтин ми кажуваш. Да, да. Путер, ми кажуваш, ти требаше путер. путер ќе ни треба После. на крај кога ќе ги премачкуваме од озгора кифличките со путер. Па За да да. мириса највкусно на свет. Вуаля. Ова само да можеш Доволно? да го носиш Окей. таму. Во ова брашното ќе додадеме сол. Повели, солот е пред тебе. Окей. Млекото не ни треба више. Да. Добро. Окей. Прилика половина лажичка сол. Добри сме. Како е многу лесно. Јас секогаш навистина се мачам, не знам зошто. Е Сега- нешто, јас пак ќе трпе. Твојата Бидејќи е обиле. Великден, јас ја донесов мојата шпатула. Тоа е како се вика magic патула, не знам како вон ред како има посебно име. Специјална? Да, како добро. Како магионичар, знаеш, има една како се вика стапот, како се вика стапот? Да, магично стапче. Бе, тоа ти е Да. магично Маталка, не, шпатула. Шпатула, ете така, валя. Добро. Сега ќе го ставиме Да, тука да. квасецот. Добро. А напред една дупка во средина. Да. Океј. Извини, тој дел не го виде. Не, да го објасниме што правиме, да не криеме ништо, Добро, да не мислат, ставиме оти малку правиме масло. тајна овде. Јас од прилика се ставам, ама тука некаде за оваа количина. Ова се 2, 3, 4 ми треба, лажици, да. Околу 20 до 30 Милилитри? Да. Добро. И сега со кружни движења го Од доле нагоре, од доле Да. нагоре, од доле нагоре. го буткам всушност брашното кон Средината. млекото. Да. Аха. Океј. А не го прешла со раците, не со... Па, полесно ми е со шпатула Добро. и веќе кога ќе го оформам тестото, ќе го префрлам на работна маса и ќе правам понатаму нели да го замесам убаво. Точно. Убаво изгледа. Браво. Да. Со овој квантитет од тесто, колку кифличи можеме да направиме? Па овие што ќе ги правиме сега бидејќи се помали, 12 кифлички од прилика би Супер. дошле, да.
Ке имаме за јадење. Сега ова е нели малце помеко. Кога ќе го префрлиме на работната маса, ќе додадеме малце брашно, Аха. за да не ни лепи. Добро. И за да се направи убаво тестото. Океј. Јас имам вака финта да си правам со шпатула. Браво. И- Ама личи, може покажи малку на камерата да гледа вака, не? На што личи? А? Еве добивме едно убаво тесто. Да. Ова Една е топка. доста меко. Една топка, да. А, Океј. не е лепливо. Да не гледам, да, меко е. многу лесно. Точно како што ни треба за кифличките понатаму кога ќе бидат готови да бидат совршено меки. Браво, мадам Да. Теа. И сега јас ќе го префрлам на работната Ти маса треба за да малку брашно? малку, да. Вака? Ето така. Добро. Види? Валя. Ево го тестото. Супер. Ова за Навистина е перење? многу меко, да. Ајде. Не, чекај, А, извини. охо. После ќе го ставиме да се Добро. да спасува. Океј. Браво. Па секој сакам додам брзо, гледаш? Да. Да, Арно, ти си тука да ми кажеш? Не. Уште малку брашно? Не, доволно Не? е. Добро. Океј. Сосема доволно совршено меко. Браво. А го погодивме и Дали брашното и сакаш се. да пробаш како Не, се сакам да те гледам. Не? Не, да ти кажам, пак ќе ти кажам, јас тестото, и убаво е да учам сега, гледаш? Добро. Учам. Ете така. Совршено. Добро. Ево го тестото. Браво, топка се прави, добро. Да, и сега Ќе го ставиме пак. садот. Во садот и треба Ќе го да ставиме и расте ќе го покриеме со крпа. со крпа. Па ќе оставиме тука и Внимавај ќе да не земеме, да не топла изгориме. иглата. Ќе земеме една убава крпа што имаме од нашите партнери Златополје. Хоп. Така, и ќе го ставиме напред така да Да не расте. скасува. Или да го ставиме, овде го има. Точно. Ако е таму Воздухот, да. воздухот топло од Да. печката и ќе го прави да расте со Одлично. многу љубов тестото. Одиме на трета рецепта, ова Може. треба да расте. Да. Одиме на третата рецепта. Акција продолжуваме. Сега ќе правиме што? Ќе кршиме јајца, ќе си ги кршиме јајцата. Малку тешко, знам Спасуваме јас да- секогаш го играм малку тој македонското јазик што малку ми оди, не ми оди, глупости кажувам, ама не, ќе ги кршиме јајцата. Има Да. адет да се кршат јајцата. Да, така, значи Како се за прави? Великден, Да, секој ми ги кршат моите јајца. Секој си одбира јајце. Да. Сега можеш од тука да си земеш. Добро, ти ми ги Кој е? направи. Јас ги Фала ти правам, многу. да. Ни ги донесе. Да, и сега Се вапцат, да. Во- Пред, во да, четвртак, пред да изгрее сонце. сонцето. Добро. Кој? Многу пати има што се тврдени како камен, а јас тоа вие ги, кој да го знам. Ајде овој. Па не знам, јас би одбрала од овие помалите. А то малите? Ајде, не, ме ќе земам овој шо. Ти ми кажа да одберам јас. Дебел како мене, дебелко. Ајде. А ден помал. Кој го крши прв на другиот? Како е? Не, ајде јас, пошто сум гостин, ќе ти Добро. дадам предности. Јас да го кршам твојот. Ајде, вака. Тоа прв пат што ми се случи тоа. Гледаш? Не? Сега ти? Ова Ова ми е прв пат што победувам. Секој гаш ми ги кршат моите јајца. Епа, сега победив денес. Еве, гледаш, сгрешив, реков јас би ги одбрала помалите јајца. Епа не, сега ќе ги лупиме, мора. Да, треба да направиме салата. Салата, убаво, браво. Како се убави јајцата. Да. Малку тешко се лупат, секогаш имам проблем јас со јајцата, ги поминувам малку под вода, многу полесно ми е. Епа да ги ставиме во една... Епа, сега више Насадче. почнавме. Чекај. Хоп. Кога поминуват под вода, многу се полесни постае за лупење. Јас секогаш имам проблем со зашто немам трпење за све. Све треба да оди брзо, да биде направено. Ајде, хоп, вола. Овој, го направив уште едно, колку ти треба јајца? 7. 7? Да. Охо, добро. Еј, И па, ајде. оваа салата се базира на јајца, заради Добро. тоа да можеме нели да ги Ова наполниме е салата мимоза, кифличките. што се вика мимоза. Да, за да може да ги наполниме кифличките, мора да имаме За да ги поголема полниме количина. кифличите овие. Добро, оке. Епа,
навистина да направиме 7 јајца, така ќе имаме за јадење. Да ги ставиме директно внатре, јас ќе ги земам и овие, и ги кршам. Колку имаме тука? 6? Да. 7? Епа. Па добро, ми само ти ќе биде доволно. Ти имаш рецепт со 7, ќе правиме рецепт со 6. Ние проблем имаме уште јајца. Имаш? За Великден се прават многу јајца. Па знам, навистина, нормално цела недела се јади јајца. Јас знам оти, кога бев мал, традицијата беше, кај тетка ми, се собиравме со братучетките и со светоа, а тетка ми, она вапцуваше јајца и ги криеше во дворот, во дворот, така можеме да ги или жардан, во градина. Интересно. И ги баравте? Да, и требавме ние да ги бараме. А бев секогаш јас тој што береше најповеќе, зашто ти бев најголемиот. И од сите берев најповеќе јајца. И ова само ако можеш да го измиеш. Епа да. И плюс со овие јајца, тетка ми и баба ми додаваше уште чоколадни јајца и све. Ама проблем беше неколку пати, времето беше многу топло, а јајцата се топеа. Ама супер беше, многу убав момент. Секој си имавне една малечка гајба така и се шетавне преку дворот и кој го пунеше појке и после проблем на црниот дроб. Ставај само во лавабото, ќе ги миме, ќе го мијам после. Добро. Ете така. Сега си ги направивте и раците црвени. Црвени, да. Да се знае дека е Великден. Па да. Тоа е тоа. Сега ова треба да ги сецкаме? Сега треба си сецкат, не е важно како ќе си сецкат, затоа што после нема да се познаваат. Да немаме од лушпи, да не крскаме под завод, ама добро е, навистина. За луѓе како мене што почна да бидат малку повозрасни, ни треба калциум. Вака. Можеш после и Да, обавезно. Ќе направиме чисто да ги намалиме малку јајцата. И знаеш што ти јагнето почнува да вика по нас, да ни каже ќе мора уште малку да не јадеш, па како убаво мириса во кујната. Да. Многу ми се допаѓа. Кефличите колку време ни треба они за да ги подпечиме? Колку време треба? Кефлите за 10 минути се готови, 15 максимум. Многу брзо ќе оди тоа. Добро. Нешто се јаде. Одвај, чекам да ги пробам. Добро. Мислам ти Сега така. ги префрлиме одлично. Ќе ги ставиме во салат. Каква оценка за готвачот? Добре? Хајде. Оп. Така. Океј, епа ако правам. Страшно. Нема, мора да се... Јас секам да работам чисто. Знаеш што ти ова не е лесно, вака, оп. Да. И вола. Одлично, ќе запишеме, не е проблем. Да, мора. Тоа не можам да го оставам вака. Ајде, хоп, ножот. Да бришиме малку. Хоп. Извини ме. Вала. Повели, кажи ми сега. Така, сега ќе ставиме мајонез. Ајде. Ти ми кажи твоето омилено е? Епа да. Секој си има омилени продукти да ги употреби. Македонија навистина имаме доволно избор. Па има мислам оти тој бренд е стар бренд, да? Во Македонија, сите го знаат. Секој се обожава, мене го сакам, ама имам и други вкусови. Од Белгија мајонез се знае. Вистинската мајонез што ја правите сам, јајце, малку семп, малку зејтин, си додавате што сакате и вола, си имате мајонез. Мајонез е базата на сите сосови. Знаеш ли тоа? Да. Да, значи од мајонез се прави коктейл, тартар сос, сите се сосови се прават од база на така, мајонез. и Што треба? малку Еленка, па да ме се тоа е навика обавезно. Јас ти предложувам да ставиме малку перса. Може. Млад кромит, да, еден кромит. Јас вака од прилика си ставам, ама околу една лажичка мала. Знаеш, секогаш кажувам дозат, зедов и нане. Ако? Знаеш ти ќе би интересно? Може. Може? Може, се може. Може и некои други зачини да дадеме? Зошто да не? Па да? Ова е се јајца, со мајонез си трпи Све? различни. За тоа малку сецкан Макдонос, има малку и нане. Интересно.
Па ќе биде интересно, јас сакам, зашто да не? Зашто не малку и посилек, малку... Вуаля, повели, ова слободно. Хубаво мириса. Да. И перса од млад кромит. Хоп. Супер, може со ножот да ми ги собереш да ги пребрнеме? Полесно е, а? Така. Полесно е. Хоп, хоп, хоп. Ти благодарам. Име сите. Ева салатката. Ја. Навистина што правиме денес е многу лесно, многу едноставно. Сигурен сум ти сите тоа го правите дома. И сите уживате во тоа. Пак ќе кажам, ова се традиции, адети што мора да се почитуваат. Мислам ти тоа треба да се покажува и на децата, и на возрастните, и на луѓе како мене што немаат навика да кажам да го прават това секоја година. Освен мојата омилена половина Василка се труди да ми покажи како се адетите у Македонија. Ама мило ми е што ти ми ги покажуваш. Навистина. Топ. Добро, салатава е супер, можеме да ставиме во фрижидер за да се стегне малку. Добро. И да, за додека ги направиме кифличките. Третата рецепта завршена. Продолжиме со кифличите. Епа, завршивме првата, втората, третата рецепта, не ги завршивме. Ги почнавме, сега полека ќе ги завршиме. Така, сега стасавме до кифличките. Кифличките, ајде. Да, мисото Салатата е во пече и фрижидерот. Да. преубаво мириса. Све убаво мириса. Проблем, јас знаеш неколку пати, не само или од мирисот или од гледање се здебелувам јас. Јас имам таков проблем. Мене ми е проблем тоа. Ама тоа е тоа. Ние такви сме, ние сме малку така по-дебелки, да кажеме, по-пунети, убаво, како се вика тоа има посебен... Елегантно пополнети. Тоа. А ова е елегантно порастано. Ајде, што ти Кифличките, да, тестото сега ќе го ставиме тука. Ти треба ова уште? Не ми треба. Добро. Не. Ми треба малце брашно. Добро. Ова ќе ни треба за после. Ставиме тука. Вала. Супер. Супер. Браво. Тестото е Мислам ти ќе ни треба криво. плех за печење со хартија, окей. Во меѓувреме путерот го стопив, го направив да биде лесен за да го помачкаш, така да го помачкаш, да се помачка, путер обавезно президент. Што ни треба уште? Ми донесе ти посебни, како се вика, не калапи, не знам како јас ги може да викам кажам. калапчиња, за да може да бидат како Корнет. корнет, Се кажа по македонски корнет. Да, како не се кажува. Ја го знам по француски корнет. Корнет, Да. па во корнет јадеме сладолед. Па да, така се прави, се става сладолед внатре. Да, јас ќе ги направам како корнет за да личат на крај како морковчиња. Супер, одлично. Ајде, да учиме уште нешто убаво. Се прво на 2 пакчиња, окей? Да. Ти треба сукало, ти треба нешто за... Не ми треба. Не? А не се... Не. Не се, како се кажам, не се сука. Така, не се сука или не се сука. Па да, мојата терминологија по македонски е малку... Тоа е за кој? Малечко е тоа. Ќе извадиме од тука, да. Добро. Супер. Пак се меси, Ајде, ќе правиме едно како те, ајде. Покажи вака. Добро. И после? Овие се многу малечки, Што треба да бидат како треба да се врати, топчиња. треба да се врати тестото. Добро. Пак треба да растат или не? Не, сега ќе ги направиме како стапчиња долг навести, за да може да ги Ќе ги направиме, виткаш да. од добро. На мој начин, гледам, ти имаш посебен. Не можам вака. Не, чудно е. Како пе? Чудно е, вака навнатре. Добро, окей. Ја правам нешто слично, ама ќе видиме на резултатот на крај како ќе биде. Ајде, мислам, правиме топчин. Одлично. Окей. За да одиме малку побрзо. Така. Колку имаме пачиња? Па 12 јас 12, направив, да. добро, окей. Ќе има по-дебелки, по-слабички, како нас. Тоа како, секојаш кажувам. Јас обично дома си ги мирам и на вага.
За да биде Сигурен точно. сум оти дома ти се тип топ. Ја ги гледам сликите од твоето профил, од твоето Инстаграм, готвиме со теа, Да. све е тип топ, наместено, направено. благодарам. Браво, не, навистина. Па се гледа, оти позади твоето искуство има, позади што го правиш има искуство. Ако ми кажати оти сама си се научи, од мајка ти, баба, нешто така, имаш посебни рецепти, сигурно, не? Па да. Па најголем учител ми е мајка ми. Па да. Да, затоа што и она сака да готви и така никако мислам дека од Тоа е низ имам наследство. наследено. Да, тоа е наследство. Да. Епа круги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Браво. 12, Окей. да. Ајде, сега. Сега било која веќе ја земам. Окей, и добро. Мислам. Аха. Се крши мојот. Не е страшно, можеш да го споиш. Добро. Вака. Да. Ева се вака. Имаме тука едни калапчиња. Добро. Овеле. Фала ти. Сега почнуваме од доле Оддолу. и И го вртиме. и вртиме и се качува. Ама после не можеме да го печеме, ќе мора да го оставиме тоа внатре. Да, така. Ама другите како ќе ги правиме? Ќе ги направиме. Да? Па јас направив еден овде, гледа како ми е мене. Океј. Томане. Да, уште плюс вака. Добро. И го ставаме тука. Не? Така е. Ајде. Брзо. Оп. Јас ќе ти ги прам долги така, ти ќе ги редиш. Ајде. Да работиме. Тимски. Тимски, да, точно. Оп. Не бива така за да, не? Вуаля. Гледаш дека ти оди? Па ова ми, ама ме треба малку пракса. Ете тоа ми е, знаеш, и некој да ми покажи како мора да се прави и да имам некој со мене за да ме да имам повеќе трпење, Да да. насочи. Ете така. Не ми бива, навистина, иде. Вуаля. Ова има малку подебели, малку по... Не е страшно. Знаеш, не ова. Ова тенко, ова е дебелко. Тоа е. Кога не мереш. Ама супер е, многу лесно за работење тестото. Многу бав е. Нели е многу меко? Да. После кифличките ќе бидат Да, многу и меки. плюс се мрсно е така тестото, лесно се работи, не се лепи. Е нешто што мразам, што да имам тесто што ми се лепи на раците. Мене гледа. Навистина. Ова е многу лесно. Се надевам и вие дома ги правите исти. Знаете што сакам? Ако можете, ако сте љубители да праќате слики и све тоа, пратете ме на Авантурите на Марк, на Инстаграм, сликите од вашите кифли и од вашите јадења за Великден што ги прават. Да, Зошто може. да имам инспирација за нареден пат? Може? Ајде, чекам слики од вас да ми праќате или кратки видеа. Супер. Тоа ќе бидат како моркови оцени. Да. Така ќе ги наполниме. Да. А овие? Како ќе ги направиме? Оти немаме више калапи. Овие ќе ги направиме со фолија за Печење. печење. Добро. Да, ќе направиме ние сами корничиња, односно Океј. калапчиња и ќе се испечат. Добро. Ние сега ќе завршиме и се враќаме за кратко. Епа, теа, ги завршивме кифличките, да. Да. Има Направив работа. малку и зајачиња. Тоа се зајачиња ова? Да. Добро, окей, ако за тебе се зајачиња, за мене малку ме убави се. Да. Позади опавчата. Така. Легнат. Да. Зајак, добро. Затоа не го видов, ти беше легнат. Супер, Да. убаво изгледат. Ни треба уште да направиме нешто, Сега ќе ги кажи. премачкаме прво со жолчка, ќе Ајде. ставиме сусан и Добро. путер на крај. Добро, супер. Јас може да ги премачкам со Те молам. Јас да направам нешто? жолчка, ти може да ставаш сусан. Океј, ајде да правам нешто и јас. Ајде. Да не само те гледам за да, Да. Од месото, гледам. Гледа како, и пареа така оди. Вака доволно е? Одлично. Како убаво изгледа. Навистина сега изгледа како морковче. Нели?
Да? Кој ќе се подпече, ќе дојде малце по-портокалово. Супер. Ќе биде супер. Браво. Епа, многу сум среќен Имаме пак, многу да, убава да. великденска трпеза. Точно. Знаеш што ти за Великден? Што се поклонува за Великден? Се дава поклон? Децата чекат Великден за да имат поклон или нешто така? Во Белгија се подарува јајца од чоколадо полнети со пралини. Да. Обично правиме пакетчиња со чоколадни јајца, чоколадни зајчиња. Добро. И нормално вапцани јајца. И вапцани јајца. Да. Добро. Епа, пакет чекат децата. Кога се дава това? На крај на денот, почеток на денот? Има нешто еден момент? Немаме момент кога го даваме, обично кога ќе се собираме сите заедно на ручекот. Великден е фамилиарно. Да. Како да кажам, празник, што се прави сите заедно дома, да. Окей. Да, јас секогаш пред Великден си ја подготвувам прво куќата. Добро. Односно, нели правам генералка чистам. Еднаш годишно само за Великден? Не. Добро. Се шалам. Тоа мора да се направи пред Великден, никако и тоа е традиција. Да. Добро. Потоа во четврток ги вапцаме јајцата. Окей. Чекај да ќе ти го исчистам, помеѓу време брзо, оти ни треба и за путерот што ќе го ставиме на крај. Во саботата навечер одиме нели во црква. И во неделата веќе се подготвуваме за ручекот каде што се собираме сите домашни. Окей. А има ред. Петок, сабота, недела. Да. И после понеделник што? Одмараш? Понеделник сме со гости. И понеделник уште? Тоа е, мислам, ти секогаш, ако е Великден недела, понеделник е неработен ден. Да. Најчесто понеделник се собираме со никои што не се подалечни роднини, да речам. Добро. Во понеделник само и домашни. И останато кој што го имаш од неделата, го сервираш понеделник. Па, нормално. Може да дадат на печење? Може да дадат на печење. Ја ставив нерелната на 250. На 250. Добро, одиме. Колку време? Само на 250 ќе биде. Колку време? 10 минути ми кажа. 10 до 15 минути, овие се малечки, 10 минути ќе бидат готови. Оставаме на 250? Да. Не ти е чудно? Не. Мене ми е чудно. Јас имам пареа овде, малку да му ставиме малку пареа, да тестираме малку со пареа. Тесто се пече на најако. Да. Слушајте. Това е беко. Малку пареа, јас секогаш кога потребам тесто да печење, десерти нешто така, му додавам малку пареа. И ова ми дозволува ова печка. Многу убаво е. Има едно мало резерварче така на страна, се стиска вода и водата влива во печката. Мислам, ти сме добри. Уште една, мислам, салата. Салата, за да може да ја искомбинираме после со добро. Тајмер, 10 минути имаме? Ајде, го ставаме тајмерот 10 минути. Салатата. Ќе биде како гарнир, само тоа за кифличите или за месото, за што точно? И не остануваат уште корните овде, што ги имавме за кифлиците. Вуаля. Салатата, марула, обична. Ќе сецкаме малку? Да, ќе се сецка, ќе додадеме млада крумиче и роквица. Добро, роквицата и тука. Да, ќе зачиниме салатата со повели роквицата. зејтин. Ќе си го направиме еден дел. Јас ќе земам една помало. Помало, тука е, гледај. Имаш тој е добар. Добро. Вуаля. Лесниот дел секогаш. Убава марула. Вау. Многу ми се допаѓа марулата. Во Белгија не се вика марула, се вика лоло. Лоло бионда за зелената и лоло роса за црната. Има марула малку црна, така малку по кафеав да кажеме. Таа се вика лоло роса. Супер. Лоло. Не знам зашто лоло, ама лоло убаво ми оди. Интересно. Окей. Малку млад кромит ми кажа? Може млад крумит. Окей. Едно дебело мал кромиче овде. Како убаво ќе оди тоа. Па овој период е најубава комбинација на марула, роквица и младо крумиче. Ја обожавам тоа. Да. Обожавам. И некој може и пожелба да се стави јајца, затоа што нели е Великден. Меѓутоа ние не ставаме заради тоа што веќе имаме подготвено салата во фрижидерни или салади. Точно. Ќе извадиме после, ќе ставиме све овде на располагање, како да кажам, на шакот, овде во кујната. Ама, знаеш, ти изборев за подароци децата имаат, ние сме Великден, имаме
партнери што ни дават подароци за луѓето што готват со мене. А јас готвев со тебе денес. Нормално подароците се за мене. Да, нема проблем. Не, за тебе ќе бидат подароците. Нема проблем. Да. Ете така. Нема проблем. Вуаля. Хоп. Чиста маса, ова можеме да извадиме. Мислам ти имаме доволно од све. Овде ставе го, вуаля. Сега ќе ја зачиниме салатата, ќе ставиме сол. Добро. Многу едноставно. Океј, ајде да правиме место. Правиме место за сервирање. Да. Хоп. Ова. Е океј. Салфетките да ги држиме. Мора да се бришиме. Ова тука може да стои. Масло за јадење. Така. Масло, малку кристалче. Супер, многу го сакам. Знаеш што ти е еден од најдобрите што ги има во Македонија? Еден од. Малку јаболков оцет. Да. Мислам ти од отворење, да. Охо, како кифличите се убави, гледај како се растат. Еј, преубаво изгледат и каков мирис. Вау. Одиме салата. Добро. И сега чекаме другото. Све ке ставиме, ке ги даваме подароците и ке се бавуваме. Епа, знаете што? Сме при крај. Кифлиците се врв. Браво, како да ти бива? Чудно. Благодарам. Сега мислам ти ќе ги пуниш. Да, сега ќе ги наполнам со салатата. Јас ќе вадам месото. На крај ќе да ги дегустираш нормално. Ќе дегустирам, да, ама да не забореме, имаме подароци за незе. Ајде. Месото. Нели ќе беа за тебе? Гледај. Вау, бабе ќе си ги споделиме. Преуба. Ова можеме да кажеме оти личи. Имам овде посебно ќе се ги земам за месото. Така. Валя. Хап. Мислам оти ова мора да се гледа. Ти кажуваше да не биде сочно и се. Полно со сок е доле. Месото е преубаво препечен. Не препечен, токму како треба да биде печен. Компирите се спремни, морковот е спремен. Мирисот ми е жал што го немате, оти преубаво мириса. Со печката завршивме. Валя. Сега ти ги пуниш кифлиците, јас ќе ги спремам подароците за тебе. Почнуваме со нашите пријатели президент. Кај президент имаш сирење, кашкавал, имаш крем, павлака, све. Јас ќе оставам това овде, во меѓувреме така. Нека те гледа, имаме кристал нашите партнери од почеток, имаме зејтин, имаш јаболков оцет, имаш маргарин, имаш тан, имаш еленка, све ти стави овде во кесата да можеш слободно дома да си го употребаш за готвење. Нашите партнери, Royal Fish, се знае, пастрамка, димена пастрамка, топла димена, ладна димена, имаме филети од пастрамка и имаме исто крап, димен крап. Мислам ти се единствени во Македонија што прават димен крап. Имам пробано и стварно сам многу. Имаш пробано? Да. Ја имам одамна пробано тоа како прават од почетокот. На вистина за мене, сегаш кажувам, може да бидат на масите од најдобрите ресторани. Па за мене. Имаме Унибанка, ако ти требат пари, знаеш Унибанка е банка. Одиш, даваш пари, поземуваш пари, на кого не му требаат пари? На сите ни требаат пари, ма Унибанка се тука за нас. Ете така. Унибанка, гледа што може правам овде, се трудам да биде во едно мало место. Сега ќе имаме проблем. Сега ќе имаме проблем, но ти одиме со Златополје. Златополје, голема кеса, имаме тестени од Златополје. И знаеш Златополје Подравка? Како не? Да. Имат постни тестенини со јајца, таглјатели, фарфале. Целото палета, да кажеме, од тестенини од Златополје. Имаш убав подарок, имаш и на Благодарам. Тоа ќе можеш да ги отвиш дома, не знам каде да ги ставам, ќе ги ставам овде. Позади, мислам ти, тоа е тоа. Да не забораваме исто Сарајева. Сарајева секоја недела подарува еден ваучер од 1000 денари. Затоа за да го имате ваучерот од 1000 денари, мора после тоа, мора да се пријавите на Инстаграм Авантурите на Марк, да оставите вашето име, да follow Instagram Авантурите на Марк и Сарајева Steakhouse. Секоја недела јас одбирам еден
победник и тој победник ќе оди да јади со еден ваучер од 1000 денари. Сега, што сега да јади? Ке јади, ке додај над 1000 денари што ке конзумира. Нашите партнери се од Карес и они подаруваат 1000 денари ваучер. Се знае, го знаеш Карес? Како не? И ти го знаеш. Па сите го знаеме, мислам. Карес, освен е све за кујната. За кујната имате целата опрема, имате декорација за кујна. И пои не само тоа, имате и тањири, имате све што ви треба, аксесори. Мислам ти убаво ќе ти дојде тоа, Па, ти што сакаш да се шеташ како мене. Сега немам многу време за шетање, ама ќе најдам за да отидам до Карес да си купам нешто. Ќе најдеш време. Ајде, ете тука ваучерот, све тоа. Благодарам. Е за тебе. Ти благодарам. Све ова е за нас. Да. Ке уживаме. Мислам ти направивме преубава великденска трпеса, така се кажува? Да. Што е адето да се кажи за Великден? За Великден секогаш не се вика Христос воскреса. На вистина воскресе. Теа, Ти благодарам уште еднаш што ме покани да бидам твоја гостинка. јас ти благодарам што ми дојдем, така ќе кажам тоа сакавме да го направиме одамна. Се освеј за Великден, ние воскресевме денеска за вас, со сите наши партнери. Теа, јас, тука сме за вас.